Колеги пратеници, на прекршената постапка која што е направена токму тука во Собранието на Република Македонија во врска со изборот на кандидати за Совет за јавни обвинители, нема за да се задржам заради тоа што претходно доволно внимание на тоа обрна координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН. И всушност веќе од почеток кога е прекршена постапката, процедурата за избор на овие членови на Совет за јавни обвинители, меѓу кои кандидатката за која што сега разговараме ќе разговараме Светлана Жупановска, всушност во прашање ќе биде утре и нивниот легитимитет кога ќе станат и официјално членови на овој совет, а сигурно тука ќе се доведе во прашање и легитимитетот на одлуките кои што ќе ги носи овој совет на кој што тие ќе бидат членови. Кандидатката Светлана Жупановска е една од носителите на паролата "Нема правда, нема мир". Една од најзаслужните заради која што оваа владеачка гарнитура дојде на власт, добар извршител на заев и на свитата околу него. И истата сега, колеги пратеници, всушност вие ја наградувате за добрите дела, нормално добрите дела мислам во наводници, што ги направи во ваша корист. Дојде време власта да и се одолжи и на Светлана Жупановска. Истата, замислете, која сега ја избирате да биде во Совет за јавни обвинители, е толку стручна, повторно и ова толку стручна, го зборувам во иронија, да биде дел од ова тело, што во својата богата обвинителска во наводници биографија, замислете, била советник во специјалното јавно обвинителство, фамозното јавно обвинителство, обвинителството извор на криминал, формирано да гони криминал. Но искуството во овие години покажува дека луѓето кои што и беа дел од СЕО, кои буквално одработија за оваа владеачка гарнитура, особено за Социјалдемократскиот сојуз, мора да се наградат, па ги наградивте и ги наградувате не само јавните обвинители кои што беа дел од оваа институција, ами еве гледаме дека ги наградувате и стручните соработници, како што е примерот со денешнава кандидатка Светлана Жупановска. Не се тамо тие, ги наградувате нивните синови, ќерки, внуци, па и нивните родители со тоа што ги ставате на високи државни функции. Овде вреди да се спомене, а верувам дека кај сите се свежи сеќавањата, оти не беше така одамна, кога се наградуваа со високи парични средства токму сите овие обвинители кои што сега вие ги наградивте на други повисоки места, и од оваа награда не била изоставена ниту ни стручната соработничка сега во суд, а тогаш советник во СЈО, со навистина добра сума на средства, заради одлично сработеното, кој е одлично сработено само таа и врхушката на власт го знае, наградена со 30.000 евра. А што е тоа за што таа и другите биле наградени? Е прогонот, понижувањето и уништувањето на животите на кадри на ВМРО ДПМН и нивните семејства, лажни обвиненија, а за сметка на тоа, тие кои што тоа го сработија, сега од вас си добиваат функции. И покрај тоа што во судски совет циркузите од ден во ден продолжуваат, циркузите станаа секојдневие и не стивнуваат, ами напротив се помизерни од ден во ден, вие, како што го унакажевте судскиот совет, сте решили еве да го наказите и Советот на јавни обвинители. И кога ви зборувавме дека на стручни соработници не име место во телото судски совет, вие не игнориравте и сте директни видовници за денес што ова се случува во судскиот совет. Меѓутоа решивте да го наказите и Советот за јавни обвинители, па еве за член на Совет за јавни обвинители ќе гласате, ќе изгласате стручен соработник кој што нема ни ден работен стаж како јавен обвинител. И да не се чудиме ако истата таа утре, како и Дамевска во судски совет, стане и председател на ова тело. Почитувани колеги, тука вреди да се спомене и на вашата омилена обвинителка која што ја носевте на мајци дури овдека во оваа сала,
Ленче Рисковска, која што вели се додека членови на Советот на кандидатите што аплицираат за повисоки позиции отворено им кажуваат дека некој треба да се јави за кандидатот да биде избран, реасно е дека Советот е извор на тргување со влијание во обвинителство и затоа сметам дека треба да се реформира подоцна изборот што Советот го прави клиентелистички однос на јавните обвинители кон тие што лобираат за нивниот избор и сето тоа неминовно води кон систем што не може да одговори во борбата со корупцијата и организираниот криминал. Ова кажано од Ленче Ристовска го потврдува токму и тоа што еден од тројцата кандидати си ги повлече своите документи, така што кажано од врхушката на власт е овие две кандидатки кои што ни едната ни другата ги исполнува условите, ама одработиле за Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, да станат членови на судски совет. Нели сметате, колеги пратеници, дека е деградирачки и понижувачки ова што го правите? Прво за фелата, а потоа и за цела јавност. Стручен соработник кој што нема ни ден работен стаж во јавното обвинителство, односно како јавен обвинител, да ги контролира, да ги оценува јавните обвинители, а утре ќе дојде ден и да ги уценува јавните обвинители. Ќе оценува нивната работа стручен соработник Жупановска, која што, замислете, ќе оценува работа како во основните, така и во висшите обвинителства. Поголемо понижување на фелата не можевте да смислите и да направите. Меѓутоа, понижувањето е до толку поголемо што и токму и во таа фела има едни безпрекорни јавни обвинители кои што безпрекорно извршуваат својата работа, така што сметам дека токму со ова што го правите сега ќе ја срозите и секоја нивна желба за да постигнат успех во јавно-обвинителската служба и да работат во интерес на граѓаните. Па токму со овој избор и довербата која што на последното мерење во јавното обвинителство беше 3%, ако денес не е уште помала, сигурно ќе падне и под 0%. Денес, колеги од власта, вие носите одлука со која еден стручен соработник која повторно потенцирам, нема ниту ден работен стаж како јавен обвинител, да одлучува за судбината на јавните обвинители кои цел еден работен век го посветиле во јавно-обвинителската служба и во јавното обвинителство. Меѓутоа, колеги пратеници, се уште имате можност да се спротивставите на вашата партиска директива и заедно со нас, заедно сите, да го спречиме овој преседан, односно да спречиме повторно политиката, врхушката на власт да даде придонес во уништувањето на судската и обвинителската служба, на судската и обвинителската власт. Она што се случува во судски совет беше причина да бидеме осудени сите политичари од страна на целокупната македонска јавност, а како држава да бидеме осудени и од меѓународната јавност. Опомени стигна од амбасадорите во нашата држава, меѓутоа, за жал, тие опомени не стигнуваат до вас и само човек може да замисли што овие луѓе сработиле за вас, за тие кои што се начело на вашите партии, за да вие безпрекорно извршувате овде и гласате луѓе кои што не исполнуваат услови, а со тоа повторно, кога вакви луѓе ставате на вакви места, како што е Советот за јавни обвинители, вие целата држава ја донесувате, односно повторно ја ставате на зидот на срамот. Уште повеќе што и вчера излезе една анкета во која што и судиите и обвинителите кажуваат дека не веруваат, односно немаат доверба ни во Судски совет, ни во Советот за јавни обвинители. Заради тоа што немам време, ќе потенцирам само дека 58% од обвинителите не се согласуваат дека составот и процесот на избор на Советот осигурува негова независност и непристрасност. А 56% сметаат дека одлуките на Советот не се носат самостојно и независно. Вие сте директните виновници кои што ќе придонесат ова уште повеќе да се продлабочува. Благодарам.